Почитувани добро вечер, во ова наше денешно интервју разговараме со Дарко Живковски, член на Факултетското собрание при Факултетот за земјоделски науки и храна. Добро вечер. Добро вечер. Особена чест и задоволство ми представува што сум гостин од вашата емисија. Најпрво да ги поздравам гледачите на вашата емисија и студентите на кои сум представник. Што значи студентско собрание? Зашто служи и зашто се залага? Студентско собрание представува единствен легитимно тело каде можат студентите да ги бараат своите права и да бидат правично застапени пред повисоките органи на настава, односно пред деканот и научно-истражувачките институции, органи. Собранието е сочинето од председател и уште 17 членови кои се избират на непосредни, фер и демократски избори. Изборите ги распишува деканот 30 дена пред денот на гласање. Вие сте член на студентското собрание, но сте член и во наставно-научниот совет и во универзитетското студентско собрание. Објасните ги накратко овие организации кои се членува во нив. Токму така, јас како член на студентското собрание сум избран да бидам представник и во наставно-научниот совет при Факултетот за земјоделски науки и храна. Тука има 8 представници кои се избираат од страна на студентското собрание. Значи сите студенти можат да се кандидираат, да бидат избрани од представниците на студентското собрание да учествуваат во наставно-научниот совет. Наставно-научен совет е составен од деканот, ректори, од деканот, продеканите и останалиот научен персонал на целиот факултет. Овие 8 студенти, вклучувајќи и мене, имаме рамноправно право на глас, да гласаме во сите измени што се носат на нашиот факултет. Дали е тоа за воведување на некоја нова студиска програма, укинување или додавање на некој додатен трошок кој и онака студентите ги имаат многу покрај студирањето. Во основа слушаме дека партиципацијата изнесува 100 евро по семестар, но има многу додатни трошкови кои студентите се уште ги плаќаат. Па ние треба да се избориме и студентите останатите да се вклучат со нас, да се избориме да ги намалиме овие непотребни трошоци кои се предвидени. Студентското собрание е дел од поголема организација, која е хиерархијата во студентските собрание. Токму така, студентското собрание од поголема хиерархија, ако може да се нарече хиерархија, бидејќи тука станува збор за студенти кои работат, но со студентското собрание председава председателот, тој ги застапува интересите. Сите жалби што ќе стигнат од страна на студентите до студентското собрание, ние како студентско собрание должни сме да ги разгледаме, да изгласаме каков став ќе заземеме и подоцна овие жалби да приложиме пред наставно-научниот совет, што го објаснив претходно, што го представуваат наставниците заедно со деканот и продеканите. Подоцна од највисокото студентско организирање на студентите би ви представувало универзитетското студентско собрание, каде што сум студент, при УКИМ, во универзитетското собрание членуваат по 20 членови, односно представници на нивните факултети. Универзитетското собрание располага и со финансиски средства со кои може да се финансираат одредени проекти кои самото студентско собрание ќе аплицира и ние тие проекти ги разгледуваме, дебатираме. Студентското собрание и универзитетското собрание е релативно ново тело. Студентското организирање е многу одамна започнато, но со промена на законот претходниот студентски парламент се укина и така да бевме во состојба 3 години да немаме легитимен представник. Представниците од студентскиот парламент продолжија со работа, меѓутоа тие не беа легитимни. Студентскиот парламент беше невладина организација која има своја сметка и свој печат, додека ние денеска влегуваме во состав на факултетот и сите парични операции мора да подлежат под ревизија на деканот и дали управата ќе одобри. Така да во тој дел можеби малку нарушена автономијата на делување на студентското и универзитетското собрание. Кога веќе ги спомнавте финансиите со кои што располага студентскиот парламент, студентското собрание, кои се проекти вие можете да ги реализирате, кои се проекти ги имате реализирано и кои се во план? Значи, универзитетското собрание финансиите ги добива од буџетот на универзитетот, кој е предвиден.
и овие финанси се користат за реализирање на најразлични проекти од областа на културата, спортот, науката, истражувачката дејност. Универзитетското собрание, кој што реков и претходно, е релативно ново, постои само една година и мандатот трае една година на представниците, така што денеска се организираат избори, во тек се избори на студентските собранија при самите факултети и подоцна ќе имаме избор за представници. Јас сум кандидат за уште еден реизбор на представник на Универзитетското собрание. Универзитетското собрание имавме бидејќи ново, ние формиравме статут представниците, имавме обсежни дебати кои трае и по неколку часа, по 4-5 часа и продолжува за нареден ден, се да ги усогласиме нашите ставови, видувања како да биде распределен буџетот на Универзитетското собрание. Универзитетското собрание располага со 100.000 евра, што вака звучи огромна сума на пари, но поделена на 23 факултети е навистина мал износ на пари и многу е мала можност да се реализираат или финансираат поголем број на проекти. И покрај тоа Универзитетското собрание формираше неколку комисии и овие комисии работеа. Имавме поинаков план, многу повеќе проекти да реализираме преку Универзитетското собрание, но поради пандемијата со која бевме соочени, коронавирусот, во март имавме целосно затварање на факултетите, Универзитетското собрание дебатираше и баравме од Министерството да се изнајде начин што поскоро да почне наставата да се одвива со нормален тек, да имаме предавања и да течат колоквиумите без проблем, да се формира некоја национална платформа преку која ќе можеме електронски да комуницираме. И тие барања беа доставени и до Министерството, разговаравме со министерот, подоцна преку се одлучи секој факултет да одлучи која платформа ќе ја користи и како ќе се одвива наставата при самата единица на факултетот, автономно одлучување да имаат факултетите. Така техничките факултети се одлучија за хибридна настава, бидејќи кај нив не може да имаат настава само со теоретско предавање, бидејќи мораат да имат и практичен дел. На практичниот дел беа поделени во повеќе групи, одеа во лаборатории. Уште еден проблем кој се надоврзува кога сме кај лабораториите е што опремата е постара од повеќе од 50 години. Издвојуваме од буџетот, државата издвојува некаде околу 3,5% за образование, но тоа е премал процент, бидејќи тоа е за севкупното образование во Македонија, каде влегува и основното, и средното, и високото образование. Имаме потреба од поголем број на инвестиции и сведоци сме дека студентите се дел од политичките пазарења и образованието секогаш во ребаланс на буџетот добива кратење на тие малку оскудни предвидени средства. Така ние се заложуваме да бараме од сите политички партии кои беа формирали едната влада и сегашната влада, што е да се издвојат поголеми средства, односно 5% да биде издвојувањето од буџетот на Македонија. Кога ги спомнавте партиските препукувања преку студентите, една од мерките која што беа донесени владата по повод ковид кризата беа сетовите на мерки каде што на студентите им беа делени 3.000 или 6.000 денари како ваучери за купување на домашни производи. Многу студентите се пожалија дека ги немаа добиено овие средства. Што се случува со тие студенти, дали се побунија некаде, што велат од владата, дали доставивте некакво писмо до нив? Токму така, политичките партии вршат само промовирање. Многу малку македонската јавност се запознаена дека токму овие сет мерки беа поттикнати и инициирани од Универзитетското собрание. Ние доставивме до Министерството по претходна наша дебата и расправија дека во оваа светска криза од пандемијата, многу семејства во Македонија останаа без работа, па финансирање на студентите беше во незавидна положба и одлучивме да побараме од Министерството да се издвојат парични средства кои ќе бидат наменети за студентите, исто така и за средношколците. Баравме да има 3.000 денари за секој студент. Дали тој ќе ги искористи за пријавување на испити, за пишување на семестар или за патни трошоци, бидејќи во почеток на
пандемијата студентските домови беа затворени, па така студентите кои беа сместени во студентските домови мораат да патуваат кога ќе имаат пракси да се враќаат назад во градовите, што представуваше дополнителен проблем, измачување на тие студенти со 3 часови патување и повеќе, некои и да се вратат назад во своите домови, уште дополнителни 3-4 часа, така да таа финансиска мерка беше неопходна за студентите. Владата оваа мерка ја приложи како нивна, ја доделија, но меѓутоа на адресата, бидејќи добивме огромен број на поплаки дека ги нема во списокот на 3000 денари, само на нашата страница која имаме на Facebook и на мејл адресата добивме повеќе од 5000 жалби дека ги нема на листата за ваучерот од 3000 денари. Овие жалби ги однесовме до министерката и тие излегува во пресред, рекоа дека во наредниот сет мерки ќе ги вклучат овие студенти. Но меѓутоа и во наредниот сет мерки пак имаше испуштени студенти и пак имавме нова иницијатива на пишување на сите студенти кои не добиле. Во декември во новиот сет мерки на дел од студентите беа пуштени средствата, но дел остана без средства. Јас сум еден од тие што немам добиено ниту еден ваучер од овие два. Сега во последниот во декември поднесов пак приговор и ме има во листата, но меѓутоа средства нема. Се уште, како најголемо заложување за студентите кои го организираме и мислам дека Универзитетското собрание представник на повеќе од 30.000 студенти. Тоа е една огромна маса на луѓе кои треба да бидат слободоумни и да излезат да ги побараат своите права, да не седиме дома и да излеземе од комфорт зоната, бидејќи што и да ветуваат политичките партии, мора да бараме прецизен рок на извршување на тие работи и да подоцна да следи односно искажување на нашиот револт. Па така Универзитетското собрание за прв пат потпише и декларација за млади образование и иднина. Оваа декларација ја потпиша сите државни универзитети, креирана е од страна на универзитетските студентски собранија Свети Кирил и Методи, Мајка Тереза, Климент Охридски и Гоце Делчев. Тука ние се обврзавме дека ќе бараме поголем студентски стандард, обновување на инфраструктурата и при оваа декларација беа поканети сите политички субјекти кои делуваат во Македонија. Да ја разгледа, ние имаме некои остварувања или ветувања за наредните за периодот што следи, така да ние баравме субвенциониран студентски оброк. Не знам колку се запознаени македонската јавност дека во студентските домови оброците кои ги добиваат нашите колеги изнесуваат еквивалент на сумата која уплаќаат како партиципација. За еден семестар таа е 100 евра. Така да студентот добива оброк во студентскиот дом во текот на денот кој чини само 61 денар, што е навистина премалку и може да замислиме какви се тие оброци. Затоа треба да бараме ова одредба да се укине од законот и да има поголемо државата да издвојува поголеми финансиски средства во обновување на студентските домови и менито на студентите да биде збогатено. Бидејќи сепак тука се образува иднината на Македонија која ни е потребна за да имаме успешни лекари, инженери и правосудство, политичари и се за една правна држава. Како студент, што мислите за онлайн наставата? Ги спомнате различните платформи за кои што се одлучија сите факултети поединечно, со комбинирана настава, со практична настава преку различни платформи. Како се одвиваат испитите, колоквиумите? Дали стандардот на оценување е паднат или професорите бараат премногу, дали претходно барале повеќе од што треба? Кога зборуваме за онлайн настава, во Македонија треба да се работи за дигитализација на целокупниот универзитет, односно УКИМ, конкретно за наставата, моје лично видување дека не е опаднат квалитетот, бидејќи професорите преку најразлични начини може да го проверат. Тоа е, може сопоставување на две камери, да нема препишување како што простори во
народот дека ќе има малверзации и ќе биде опаднат квалитетот. Квалитетот на образованието во Македонија е опаднат многу одамна. Ние, Европската унија, ни е представена како нешто најсвето и каде што ние треба да влеземе, но ние со желба што побрзо да влеземе, правиме некои грешки, си го попречуваме сами патот. Го срушивме на македонското образование. Сведоци сме дека еве и денеска се планира да се укине историјата, да се спои со друг предмет. Европската унија ни посочила во минатото дека ние како држава имаме многу мал процент на високо образовани луѓе. Па ние од желба да го исполниме тој процент, отворивме повеќе високообразовни, државни, како и приватни универзитети, ги проширија и постоечките државни универзитети своите капацитети со отварање на дисперзирани студии и се зголеми бројот каде секој студент, каде имавме енормно запишување на средношколци во високото образование. Повеќе од 90% добивме на квантитет, но изгубивме на квалитет. Наставната програма се изведува на веќе застарен начин, со дотраени лаборатории. Тоа е всушност од основното до високото образование. Кои се промените кои што би требало да настанат? Промените кои би требало да настанат, најпрво треба да имаме расположени политичари, бидејќи тие во Министерството за образование, тие креираат политиката, но исто така и студентите да се разбудат и да го бараат своето право и желба за повисоко образование, да не седиме со наведнати глави и да се водиме од тезата дека наведнатиот врат сабијата не го сече. Мора да бараме поголеми права. Кога за да го се смени, македонското образование целокупно пропаѓа со години наназад. Се уште има можност за спас, бидејќи се уште имаме ние добро образован кадар, научници кои можат да работат и да помогнат. Но тие се веќе во поодминати години. Би требало во најскоро време да седнат сите засегнати страни. Основците, средношколците, студентите, професорите и Министерството за образование на маса со своји представници и да ги кажат сите своите барања. Ние не може да зборуваме за дигитализација или воведување на некои некои наставни програми од другите држави, кога ние всушност во Македонија самото министерство не знае што располага, не знаеме каква инфраструктура имаме. Ние може да имаме во некои градови добри училишта, средени да имат пристап до интернет, но во некои градови или некои планински села, па и во поблиската околина нема достапност до интернет или наставата се изведува во комбинирани паралелки. Мора да се направи првен истражување што ние во образовниот систем имаме и поседуваме. Потоа наши македонски научници, стручници во својата област да седнат на маса и да разгледат што спрема ова денеска што го имаме, каква образовна политика може ние да креираме и да го насочиме образованието во наредните 4, 5 до 10 години и да се водиме според тоа, да формираме наша македонска концепт за македонските студенти, односно за целокупното образование. Треба да се формира програма. Во средните училишта сега средношколците протестираат за полагање на укинување на државната матура. Според мене тоа може да се реши, да се воведе приемен испит на факултетите за онлайн наставата. Сведоци сме дека и самиот кадар со кој располага македонското образование, професорите, кои некои се во поодминати години, нема за ваква настава, потребно е и само едуцирање на професорите, како тие да држат онлайн предавања, да имат некоја обука, бидејќи во почетокот многу од професорите не се снаоѓаат баш најдобро со денешните текови на наставата. Вклучување, учениците се случува да ги мутираат самите професори, да им пуштаат звуци. Тоа се треба да има некоја претходна насока на професорите како тие да го воспостават. Односно за секој некој нов проект треба првен да има
Добро Тие- обработен план да, кој што да. ќе се имплементира како што треба за да нели навлезе во образованието Токму така. за професорите, што Да. ќе е добро и за самите студенти. За студентите, за универзитетското собрание и да се даде поголема автономија на универзитетите и универзитетите да барат погласно парични средства, поголеми издвојувања од буџетот на Македонија, бидејќи е неопходно инвестирање во нови кадри. На мојот факултет има неколку лаборатории кои се сертифицирани и изработуваат анализи, меѓутоа технологијата со која работат, апаратурата е во просек по 30 години стара. Во моето 4 годишно студирање не паметам да имало набавка на нови. Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет се соочува со недостаток на реагенси кои им се потребни. Па како тие студенти можат да учат својата теорија да ја применат во пракса и да го покажат своето знаење. И мора да имаме поголеми вложувања, автономијата да не ја изгубиме и која било и политичка партија да е на власт, мора да го слуша гласот на студентите и на учениците, што им е потребно, ако сакаме правилно да ја градиме и развиваме државата. Сведоци сме сега и за новата политика, која е во реформи, ако може така да ги кажеме, реформи, кои не се доволно проучени. Новата реформа која предложи министерката не доби одобрување од ректоратот, од Институтот за историја, Институтот за географија и најбитното од МАН. Исто така не доби одобрување, не ја поддржува тоа, но во јавноста се представа дека има согласност и желба од некој, но тој број кој се согласуваат е многу мал и се издвојува на неколку поединечни професори, не на вистинските представници. Што би им препорачале на следните генерации како да се борат, како да ги барат своите права уште од можеби основците се многу мали, но средношколците веќе знаат што сакаат и што барат. Како да бидат погласни во своите барања за да навистина ги слушнат и да знаат што барат и зошто го барат тоа. Токму така, на идните генерации би им предложил, би им посакал да се борат за своите права, да не подлегнуваат под никакви притисоци, бидејќи има многу институции со кои може да се заштитат. Универзитетското собрание, односно универзитетот има и универзитетски правобранител кој ги застапува интересите. Универзитетското собрание е за средношколците конкретно, имаме соработка, може да се обратат кај нас, канцеларијата е во Скопје на Универзитетското собрание до Кузман, домот, студентски дом, може да се обратат таму да добијат и правна помош од постарите колеги, идни колеги кои студираат право, да ги насочат како да ги барат и во никој случај идните генерации и сега засегнатите не треба да подлегнуваме на разни политички пазарења, туку да ги бараме нашите права и се водиме од онаа теза нели дека светот останува на младите, но некако кај нас старите многу доцна ни го предаваат тој свет на управување. Секогаш не тргаат настрана и да се изборат младите генерации за подобра иднина во државата, да не ни е единствениот приоритет одење надвор од државата. И само накратко ќе напоменам што како Факултетско студентско собрание организиравме студентска конференција за глобални климатски промени. Таа ја организиравме во соработка со ветеринарен и Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг. Тука имавме 5 студентски трудови кои може да се проследат преку онлайн, преку платформата на Teams и на Zoom. Конференцијата ја проследија околу 50 студенти, што релативно е мала бројка. Не знам зошто има одбивност, но македонскиот студент треба да учи, да истражува и да се залага за наставните активности. Некои други проекти кои што може би сакале да ги истакнете? И Новембар Фест, исто така тука беше за Новембар Фест беа потрошени 250.000 од средствата. Тука овој Новембар Фест беше организиран на 30 ноември.
самото држување на предходеше постапка која се работеше месец и пол, во која студентите од земјоделскиот факултет изработуваа производи на традиционален македонски начин, конзервирање на храставички, производство на ајвар и производство на овошни сокови, сладка, додека студентите од ТМФ изработија тоа што тие го учат, производи со нов начин, не знам, имаше да мрзло јаболко да се јаде, такви некои интересни работи, да, и тоа беше исто така преку видеоконференциско обраќање можеше да се проследи целиот настан. И го проследија 130 посетители повеќе, кои беа во моментот вклучени додека се одвиваше овој настан. Јас би ви заблагодарила за времето што го одвоивте да бидете дел од нашето студио, да бидете гостин во ова наше денешно интервју. Се надевам дека одговоривме на некои прашања кои што можеби ги мачат студентите, дека заинтересиравме повозрасните за тоа како треба да се бориме ние за нашите права и како можеби да им дадеме еден видик како дека треба всушност да отстапат место на помладите. Токму така, благодарам што бев дел од оваа емисија. Се надевам дека студентите после ова ќе размислат и ќе се вклучат повеќе и мора да се вклучат повеќе во студентското организирање, да ја покажат својата моќ и апелирам и до повозрасните да ги поддржуваат младите во нивната борба и истрајност за подобро утре, што е неопходно на сите нас. Благодарам уште еднаш. Почитувани, ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.